Може би здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Ова е новото издание на Медика Инфо Плюс емисијата. Секогаш се трудиме да се осврнеме на најважниот сегмент од нашето делување, се разбира, нашето здравје. Но кога станува збор за здравствената состојба покрај физичката, се разбира дека од особена важност е и психичката компонента. Со таа цел во денешната Медика Инфо Плюс имаме информација за една нова психолошка метода која што во склоп на психотерапијата дава апсолутни и резултати кои што се разбира како новитет се применуваат и на овие простори. Што представува гешталт психологијата за почеток? Одиме да дознаеме збор 2 од прилогот. Гешталт психологија. Зборот гешталт се користи за опишување на феноменот, концепт во кој целината се смета за повеќе од само збир на сите нејзини делови. Овој концепт е јадро на гешталт психологијата, може да се користи и како дефиниција. На германски јазик зборот гешталт се користи за опишување со терминот поим. Структуристичката теорија на Вилијам Вунд доби опозиција со појава на гешталт психологијата. Проучувајќи ги структурните елементи со цел да се дојде до идеја за целосниот ентитет феномен, се покажало како корисна само во некои случаи. Во поголемиот дел не се добива представа за природата на специфичниот концепт феномен. Кристијан фон Еренфелс од школата на Брентан ги представи концептите на гешталт, а оние филозофи и мислители кои имат влијание на незиниот развој се Јохан Волфган фон Гете, Ернст Мах и Имануел Кант. Што е теоријата на гешталт психологијата? Со зборовите на Макс Вертеймер, постојат целини чие однесување не е одредено со нивните посебни елементи, туку каде посебните процеси се само одредени од интензичната природа на целината. Гешталт теоријата се стреми да одреди природата на таквите целини. Закони кои се базираат на гешталт психологијата. Постојат разни закони кои беа развиени од гешталт психолозите. Овие закони се представени во наредните параграфи и помагаат за подобро разбирање на основните концепти на гешталт на разни агли. Примерите на гешталт психологијата инкорпорирани во овие параграфи овозможуваат подобро објаснување на овие закони. Закон на блискост. Според законот за блискост, објектите, елементите кои се во меѓусебна непосредна близина, би требало да се јават или да се перцепираат како да се поврзани. Закон на континуитет. Според законот на континуитет во споставувањето на одреден правец на група на елементи предизвикува човечкиот мозок да ја продолжи таа специфична шема. Закон на сличност. Законот на сличност тврди дека неколку различни елементи во специфична група или шаблон на елементи се спојуваат во целината и се јавуваат како дел од незината структура. Закон на концизност. Концептот на овој закон е многу интересен за проучување. Одреден стимул од умот се трансформира на таков начин што изгледа како да е едноставен, симетричен и нормален. Закон на затвореност. Тврди дека човечкиот ум генерално ги игнорира празнините во одреден шаблон, создавајќи вештачка контура со цел да го загради дадениот простор или празнина во образец е активност во која се впушта нашиот мозок. Закон на фигура. Според законот на фигура, даден стимул се перцепира на начин што изгледа како да е одвоен од фигурата на шаблонот кој е засегнат. Експериментални анализи на феноменот. Методолошкиот принцип на гешталт психологијата индицира дека проучувањето на психологијата треба да биде изнесено на начин на кој нема да заземаат во предвид само сензорните квалитети. Во овој текст објаснато е како предметот на гешталт психологијата преку теоретските концепти и соодветни параметри се одразува. Гешталт психологијата отвара нов канал преку кој може да биде проучуван човечкиот мозок и тоа на многу подобар начин. Ете, откако имавте можност од прилогот кој што даде увертира за денешната тема која што ќе имате можност да ја проследите во продолжение преку разговорот со нашиот денешен соговорник во Медика Инфо Плюс, значи ќе зборуваме за гешталт терапијата, психотерапија, а со таа цел во нашето студио е госпоѓа Ангелина Филковска-Соколовиќ, гешталт психотерапевт, инаку психолог во ОЕМУЦ Свети Наум Охридски во Охрид. Ангелина, добри ми дојдовте. Добро ве најдов и поздрав до сите гледачи на ТВМ.
Како што кажавме, гешталт терапијата како еден од најпопуларните психотерапевски правци, тоа е она што новото и современо време и новите современи револуционерни методи кои што доаѓаат, а ги имате како алатка за делување, се разликува од останатите терапевски правци. Би започнале со тоа, што гешталт терапијата ја одвојува од останатите? Во основа, најголемиот дел психотерапевски правци потекнуваат од најстарата, од психоанализата, од најстариот метод психотерапевски, и во основа сите психотерапевски правци има за цел спознавање на човекот самиот за себе, значи вистината за себе си, спознавање на вистината за себе си. Меѓутоа, како што се развивала психотерапијата, се развивале и другите психотерапевски правци, така да постојат голем број психотерапевски правци, бихевиоралната психотерапија, когнитивната, трансакционата, психодрамата, гешталт терапијата. Гешталт терапијата е трета сила, значи во психотерапијата, во психотерапевските правци. Она што гешталт психотерапијата ја разликува од останатите психотерапевски правци се состои во следното. Класичната психоанализа се интересира за минатото, а гешталт психотерапијата за сегашноста, живеење на личноста во сегашноста, овде и сега. Како предмет на испитување и фокусот на испитување во гешталт психотерапијата е свесноста на личноста, додека во психоанализата предмет на испитување е несвесниот дел на личноста. Тоа е едниот сегмент во кој што се разликува гешталт психотерапијата од психоанализата. Друг сегмент во кој што се разликува е тоа што гешталт психотерапијата се интересира за процесот низ кој што единката минува, а не конкретно за самиот проблем со кој што единката доаѓа на психотерапија. Во основа, значи, таа не е интерпретативна метода, значи, во која што терапевтот поставува прашање, а клиентот одговара, туку е искуствена психотерапија, значи, клиентот до своите одговори доаѓа минувајќи низ сопственото лично искуство. Исто така, односот во гешталт психотерапијата, диалошкиот однос помеѓу терапевтот и клиентот е еден јасти однос, спонтан однос, хоризонтален однос, без доминација на терапевтот над клиентот, значи однос во кој што двајцата влегуваат во контакт и остваруваат една вистинска заедничка средба со размена на своите потреби, мисли, чувства, емоции, изразување и на досада и фрустрираност и така натаму. Значи, севкупно земено би сублимирале дека гешталт терапијата како психотерапија е хуманистички ориентирана терапија. Да. И сега би ја дефинирале со што уште се карактеризира поконкретно? Така, еве ќе почнам од хуманизмот. Значи, гешталт психотерапијата е хуманистичка од следните причини. Таа се интересира за човекот и смета дека човекот има способност за саморегулација и собствен раст и развој и верува во човековите потенцијали. Друго што е специфично за гешталт психотерапијата е тоа што е таа феноменолошка. Методот е метод на свесност, значи, а свесноста се постигнува низ свесно насочени експерименти, насочени кон свесноста. Гешталт психотерапијата е холистичка, значи во предвид ги зема не само психичките процеси, туку и телесните процеси и доста работи на телесните процеси, на психосоматските изразувања на емоциите. Се интересира го застапува концептот за одговорност. Значи, ние во многу ситуации не можеме да ги предвидиме многу ситуации, меѓутоа ние сме одговорни како ќе реагираме на тие ситуации, какво значење ќе му дајме на тие ситуации. Исто така се интересира за поларните карактеристики, поларитетите кај личноста и колку повеќе личноста е свесна на своите поларитети, било тоа да станува збор во потребите, во емоциите и во чувствата, толку повеќе таа е флексибилна и во однос на креативното прилагодување во секојдневниот живот. Што помалку е свесна и што повеќе држи страна за еден вид на нејзини потреби, емоции и чувства, тоа се повеќе станува збор за едно круто однесување и потешко прилагодување кон новонастанатите услови и промени, што ми се случуваат во секојдневието.
Сега за сега Да, тоа би било како вовет, ова би било како вовет во понатамошниот разговор. Така, би се сконцентрирале на одредени сегменти од разговорот, почнувајќи токму да го изборувате за свесност. Свесноста, нели, би ја дефинирале, би представувало некој процес. Би можеле ли да ни кажете како се одвива тој процес на свесност, ако може така да се нарече? Така. Целиот наш живот се состои од процеси и циклуси. Некои циклуси траат кратко, значи земањето вода, жет, задоволување на потребата за жет, за храна, значи до половина час. Некои потреби и циклуси траат 1 месец, 1 година, па се до многу години, како што е едно академско образование, еден циклус на свесност, исто тој представува, кој трае, да речам, 4 до 5 години. Овој циклус на свесност се одвива низ неколку фази и сега, еве ќе ги кажам кои се тие фази. Првата фаза е сензација. Значи, организмот однатре или однадвор добива сензација дека нешто му е потребно. Таа сензација предизвикува свесност. Втората етапа во циклусот е свесност за таа сензација. Доколку ние станеме свесни за сензацијата која што ја добиваме од нас самите или од надворешната околина, и станеме свесни, нашиот организам се мобилизира кон преземање на одредени активности, кои активности можат да траат неколку минути, часови, денови или неколку години. Разноразните активности водат кон финален контакт со задоволување на потребата. Финалниот контакт носи задоволување на личноста и кога личноста ќе е задоволена, доаѓа до повлекување. Тоа е еден кружен тек на циклусот на свесноста, кој почнува од сензација и завршува со повлекување, тогаш кога потребата, доминантната потреба или она што е фигура, биде задоволена. Тогаш од позадината, значи тоа што е потреба, оди во позадината на личноста, а од позадината произлегува една нова потреба. И повторно се повторува тој циклус на свесност. Додека трае еден циклус на свесност, значи може да се случуваат и други подолгорочни циклуси. Доколку свесноста, значи, како што кажавте, се дефинира, се поистоветува со циклус или процес, кој што се повторува, како што запомнавме, меѓутоа неминовно е да може да дојде и до прекин, доколку е циклус, нели? Дали може да дојде до прекин на циклусот или на процесот на свесност и што би можело тоа да значи доколку се прекине таа една врска, како што кажавте? Значи, прекини во циклусот на свесност може да дојде во било која фаза од циклусот на свесност, почнувајќи од првата фаза, сензација, и обично тогаш зборуваме за десензитација. И тогаш циклусот на свесност е прекинат во таа прва фаза, значи не може потребата тука да биде задоволена, се закочуваме во тој дел. Во тој дел тука се јавуваат отпори и механизми на одбрана. Фактички ова десензитацијата е отпор или механизам на одбрана, кој што во дадениот момент му штити и го штити организмот и му е потребен за да може да се адаптира и да се саморегулира. Обично луѓето што преживеале трауми го прекинуваат својот циклус на свесност точно во оваа прва фаза, затоа што ако траумата не е обработена, му се тешки да допрат, за личноста е тешко да допрат сензациите за траумата која што ја преживеале. Циклусот на свесност може да биде прекинат во втората, третата, па се до последната фаза. Значи, ако е прекинат во втората фаза, имаме дефлексија, значи не се јавува свесност или намалена свесност, така да потребата нема да биде баш соодветно задоволена, ќе се исто може да биде прекинат и во третата фаза, во мобилизација. Значи, тоа се оние интроекти што од детство сме ги научиле дека така треба и сме ги голтнале, меѓутоа ние не сме ги сожвакале и затоа одредени активности ги вршиме со намалена енергија, значи не со целата енергија со која што ние располагаме. Кога циклусот на свесност е прекинат во фазата на акција, обично станува збор за проекција, она што не можеме ние да го прифатиме кај себе, како особина која што ја гледаме, го наоѓаме и го бараме во другите луѓе.
И тука контактот, значи, велиме дека проектираме дел од себе во другите. Обично, оној дел кој што е тежок за нас за прифаќање. Понатаму, кога ќе се прекине во финалниот контакт, значи, ние не стигнуваме во финален контакт за задоволување на потребата, значи, во контактот, тога станува збор за ретрофлексија и тоа би значило дека на себе си го правиме оно што другите би сакале да ни го прават. Например, ние сите еве очекуваме за некој повод за роден ден да добиеме некој подарок од нашите најблиски. И ако тоа не го добиеме, ние си купуваме самите на себе. Тоа е ретрофлексија. Понатака може во процесот на задоволување да биде прекината состојбата. Обично тоа се случува кај луѓе што се воркохолици, значи постојано работат и никако да постигнат задоволство. Од една влегуваат во друга, во трета и така натака. Значи контактот со задоволувањето е тежок и најпосле може да стане прекин во циклусот на свесност во повлекување. Кога станува, се извинувам, значи прекин на циклусот на свесност во задоволување, станува збор за еготизам. Значи, за еготизам, луѓе кои што постојано трагаат по нови успеси и никако да постигнат задоволување од својот постигнат успех. И во последната фаза, доколку циклусот на свесност биде прекинат во фазата на повлекување, значи станува збор за една конфлуенција. Одредени конфлуенции се природни, како што е конфлуенцијата помеѓу бебето и мајката. Меѓутоа, значи не секогаш конфлуенцијата е здрава, се додека таа се врши на свесно ниво во ред, меѓутоа кога ќе стане несвесна како одбранбен механизам, не можеме ние да се повлечени да почнеме со задоволување на нова потреба, станува збор за механизам на одбрана или за отпор. Меѓутоа, сите овие прекини во циклусот на свесност му се потребни на организмот во одреден период, во одредена фаза, кога тој не може да се соочи со одредена ситуација. И токму во гешталт психотерапијата, покрај другите работи се работи и на процесот како тоа кај единката дошло до создавање на тој отпор. И процес во кој што единката станува свесна како настанал тој отпор. Свесноста сама по себе е лековита. Така, значи дефинирање на моментот на прекин на циклусот на свесност, да. Анализа и понатака, значи можност за продолжување репарација на тој циклус. Да. Би сублимирал. Да. Сега ако процесот на свесност е еден од сегментите кои што ги опфаќа гешталт терапијата, останат сегмент за кој што ќе зборуваме, како што кажавте, дел по дел. Во гешталт психотерапијата се зборува нели за контактот. Сега на што се однесува тој контакт и како би го опишале всушност, меѓу кого се одвива и како се рефлектира? Обично велиме дека еден човек е ментално здрав се додека е во добар контакт со себе си и со околината. Ние контактираме со другите луѓе постојано во секојдневието, дома, на работа, во општествените збиднувања и ние низ тој контакт стануваме прифатени и се потврдуваме како личности. Секоја изолација од било каков контакт со надворешниот свет е многу тешка и води кон болест. Меѓутоа, човекот за да има добар контакт, треба исто така да има добар внатрешен контакт, добар контакт со себе си. Често пати во животот се случува тој контакт со надворешните лица да биде прекинат за нас блиски луѓе, да биде прекинат. Причините може да бидат многу бројни, но една од причините секако е колку ние во таа комуникација со другите луѓе ги задоволуваме нашите базични чувства и потреби. Колку во таа комуникација, задоволувајќи ги потребите на другите, ги задоволуваме и нашите потреби. Бидејќи и претходно напоменав, ние уште од мали деца сме научиле дека одредени работи треба да ги правиме на овој или на оној начин за да бидеме прифатени од средината. И со тоа ние сме изгубиле контакт од автентичните наши чувства и потреби. Така.
Овдека веќе зборуваме, Ангелина, значи за контактот со самиот себе и контактот со надворешната околина. Меѓутоа, постои еден друг контакт кој што би го поистоветиле во контекст на прашањето, односно контактот кој што се остварува и односот помеѓу клиент и терапевтот, односно диалошкиот однос. Сега, кои се карактеристиките на тој однос и каков всушност е и каков би требало да представува тој однос за да биде перцепиран од клиентот на адекватен начин? Така, точно еден од принципите во гешталт психотерапијата е диалошкиот однос, односно диалошкиот екзистенцијализам. Тој однос представува однос помеѓу клиент и терапевт и тој однос е хоризонтален или рамноправен однос. Тој е однос помеѓу две единки, значи јас и ти. Кога ние ќе влеземе во тој контакт, значи влегуваме со една желба за една искрена средба, за прикажување на своите чувства, емоции и потреби. И при тоа не само клиентот што ги покажува своите чувства и потреби, туку и терапевтот покажува дел од себе си во зависност од тоа што ќе процени, што е потребно за клиентот во дадениот момент, значи кој аспект од себе му е потребен да го прикаже. Во тој контакт одговорност подеднакво носат и терапевтот и клиентот, значи одговорност за процесот на психотерапијата. Секој кога ќе се прикаже онаков каков што е во тој однос, другиот може да го прифати како ти. Тој однос е однос на прифаќање, значи еден поширок облик на емпатија, прифаќање, влегување во светот на клиентот, значи влегување во неговиот живот, во неговиот свет и гледање на неговиот живот со неговите очи. Затоа велам дека еден поширок облик на емпатија. Исто така, во овој диалошки однос се прифаќа клиентот таков каков што е, без потреба да го менуваме. Значи, го прифаќаме таков каков што е. Му даваме потврда на тоа што е тој во дадениот момент, со укажување исто на неговата можност за промена и за остварување на неговата саморегулација. Токму тоа прифаќање на клиентот, а не поистоветување со нешто друго или поинакво, е она што како карактеристика можеби што гешталт терапијата ја одвојува и од останатите психолошки правци кои што се користат при различни емоционални проблеми. Значи секој психотерапевски правец е адекватен или соодветен за одредена состојба. Меѓутоа, при кои емоционални проблеми, би рекли, или развојни фази или состојби, би можела гешталт терапијата да најде конкретна примена? Гешталт психотерапијата има широка примена, значи се користи во сите животни фази, почнувајќи од детството до староста, и може да биде применета како индивидуална психотерапија, брачна психотерапија, семејна психотерапија и терапија на различни односи и релации. Спектарот на емоционални состојби или проблеми со кои што може да биде третирани со помош на гешталт психотерапијата, исто така, значи, бидејќи таа се користи во сите животни фази, се разновидни. Почнувајќи од детството, значи, преку адолесценцијата, потрага по сопствениот идентитет, проблем со адаптација, училишни проблеми, проблеми со врсниците, проблеми, љубовни проблеми, кога станува збор за страв, анксиозност, депресија, панични напади, семејни и брачни проблеми, работа на тага при загуба на близок човек. Потоа исто така, значи, Сите всушност овие состојби, проблеми, развојни фази, што и да се доведуваат, така може да бидат третирани со гешталт терапијата, така? Да, може да бидат третирани точно така. Најважното е што индивидуата се соочува со самиот себе при сите тие целта на емоционални моменти. На гешталт психотерапијата е искуствено низ експерименти и вежби со насочена свесност, клиентот да дојде до свесност за себе си. Бидејќи, станувајќи свесен за одредени своји закочувања во циклусот на свесност, во процесот на свесност,
се одблокирува дел од неговата енергија и може проблемот, доведувајќи го сега и овде, да го види и од други различни аспекти. Значи се ослободува комплетно личноста и можноста на личноста да го види и да му даде друг аспект. Затоа велиме дека ние не можеме да предвидиме се што ќе ни се случи, меѓутоа ние сме одговорни за она како ќе го доживееме нештото. Сиот тој аспект на ориентираност и поле на делување на гешталт психотерапијата, односно индивидуално во зависност од случајот и ситуацијата и соочувањето на самиот пациент кон одредената состојба заради која што се обратил до вас како психотерапевти, ви дава една поспецифична и потешка, би рекла, задача, затоа што немате одреден шаблон по кој што би третирали или поистоветиле одредена состојба во која што треба да се насочи соодветниот пациент, туку токму тој момент на свесност, како што кажувате, низ дискусија, само потврдување, само откривање и потежок. Така, точно така. Да. Бидејќи гешталт психотерапијата се води од процесот, а не од проблемот. Нема протоколи. Нема протокол. Таа е исто така многу креативна психотерапија и која техника ќе се примени, која вежба, кој експеримент, кој метод, каков метод, зависи исклучиво од процесот низ кој минува клиентот и од проценката на психотерапевтот која техника или кој метод ќе соодветствува во дадениот момент. Затоа велам овде и сега. Да. Затоа велам дека е доста креативна. Креативна и нема одна предпоставен шаблон како на следната сеанса јас ќе работам со тој клиент. Бидејќи многу често се случува клиентот да најави еден проблем, а низ процесот на работа, низ разговорот да излезе некој сосем друг проблем. Токму тоа е тој момент кога кажав дека протоколот на одвивање на работата ви дава потешкотија при совладувањето, значи на разговорот со самиот клиент, не се одри по одреден шаблон, туку едноставно во моментот реагирате онака како што захтева одредената состојба. Би ги одмориле, Ангелина, тука малку нашите гледачи. Ве покануваме да останете во продолжение. Доколку интересен беше овој прв блок од нашиот денешен разговор, значи зборуваме за еден од современите методи на психотерапијата, односно гешталт психотерапија, наша гостинка Ангелина Филковска-Соколовиќ. Останете во продолжение, значи кратка пауза со прилогот кој што доаѓа од стоматолошкиот центар Доктор Батковски, нашите генерални спонзори, кои што секоја недела се трудат да се осврнат на сегментот најважен во нашето секојдневно действување како луѓе, нели? Се разбира, тоа е здравјето и здравствената состојба на нашите заби, што овој пат подготвија стоматолошки центар Доктор Батковски. Остануваме во продолжение да слушнеме, а веднаш потоа и палетата на производи од продавниците за здрава храна Биокосмос. Останете во овој сегмент на здравственото поле, за веднаш потоа не психолошкиот да го продолжиме со нашата гостинка во Медика Инфо Плюс. Пресе, во нашиот регион, со оглед на минатото, ние имаме и доста стоматолошката заштита, здравствена заштита беше на многу високо ниво. Така да, меѓутоа самиот простор и предел, значи ние имаме варовна вода тука, значи доста со карбонати, така да и забниот камен ни предизвикуваат и доста парадното пати губиток на поедини заби. Сепак во вакви предели степен на изгубено или бројката на изгубените заби е многу висока. Тоа ни резултира, значи, да ги имаме можност и потреба да ги надокнадиме тие изгубени заби, поедини или група на заби, со одредена изработка на одредена протетска направа. Можам да кажам слободно дека секој втор човек во нашиот регион, Охрид, Струга, има изгубено минимум бар по еден заб, така да можда и повеќе. Протетиката постои, значи ќе постои во иднина. Степенот, значи, на бројот протетиката е поврзана и со бројот денеска со естетиката, порано со надокнадување на изгубените заби. Негрижата на постарите генерации, да кажам, резултира со губење на поедини заби, губење на сите заби, така да денеска протетиката зазема се поголем замав во тој дел.
За разлика за новиве генерации денес, бидејќи свеста е све поголема, очекуваме дека во иднина дека бројот на протетиката ќе се сведе само на некој минимално инвазивна, значи минимално инвазивна протетика со некои естетски корекции. Значи ќе се оди на естетика, не на замена на некој поединен зап. Еволуцијата, значи таа поминува и таа започнала со користење, значи на, ево да речеме, најобични метални зави. Златото беше доста застапено во минатите децении, да кажам. Меѓутоа ден денеска уште се користи метал керамиката, како да не кажам во 80% случаи користиме. Додека сега новите материјали од типот на цирконија, титанот се користат во поново време, последниве 10 години се користат. Применава на имплантите исто така помага доста за решавање на губиток на поедини зап, така да современиот концепт на медицина резултира и полесно да се санира и да се реши некој проблем. Денеска како технологија, значи пред се од самиот почеток на земањето, значи од препарираниот начинот на препарирање, значи на стружење на самиот зап е поинаков. Се користи значи помално инвазивна техника. Постојат користење на одредени ламинати, компјутерски дизајнирани насмевки, така да све тоа резултира со помално одземање на забната супстанца, со цел да се зачува што повеќе од забнава маса, бидејќи забот е богатство. Така да новите материјали ни даваат новите отпечатоци што ги правиме, посебно сега со новите скенери што ги имаме. Многу сме попрецизни, многу сме попрецизни во самото местоотисочна маса, сега заменато со дигитален скен, значи ние го скенираме истружениот зап, препарираниот зап, така да прецизноста е сведена на многу високо ниво, со тоа што им овозможуваме компјутерски да се предаде како файл и компјутерот да ја дизајнира самата круна, зап или пломба. Може све денеска да работиме со помош на дигиталните скенови. Така да современа медицина е концепирана на веќе на дигитализација. Се користат 3D, 4D камери кои што ги користиме за земање на отисок, така да сме многу попрецизни, многу поубави работи можеме да направиме. Самите материјали ни даваат можност малтене да се играме естетика и природа, така да денеска е многу далеко полесно за разлика на стоматолозите кои работеле во минатото. Да ви кажам, во минатото златото доста се користеше, меѓутоа тоа има и бактерицидно, значи тој ги уништува бактериите и златните пломби, златните зави беа најтрајни и сите ќе кажат го носев 30-40 години, така да златото и ден денеска е прв избор, меѓутоа за решавање на некои дефекти. Меѓутоа со оглед на цената на златото и изработката и малце мајстори го работат и техничари, така да тоа е сега исфрлено, меѓутоа слободно можам да кажам дека е најздраво да се користи тој дел. Така да кој има златна пломба, златен зап, нека си го чува, тоа ќе трае до крај на животот, ако е добро изработен. Меѓутоа, користењето на скенерите, бидејќи при земањето на еден отпечаток, на еден, да речем, истружен зап, треба тоа да се излие во гипс, па после од гипсот се прави работен модел, па потоа се формира во восок или се додека не се добие металниот зап. Денеска со дигиталниот скен, значи директно имаме повеќе типови на скенери, едниот се користи со спреј, другиот се користи без спреј, значи директно во уста се слика, се фотографира самиот зап и директно се прави 3D модел од самиот ситуација која што е во уста и ја правиме на компјутер. Така да прецизноста е многу голема. Значи тоа да не ве замарам од прилика околу 20 микрона е тоа. Тоа е многу прецизен апарат. Додека има некои скенери од кои што се и на 60 микрона, значи тоа е ултра прецизно, значи. Така да современиот концепт многу ни олеснува и најбитно се не само што ни олеснува, друго најголемиот проблем е затварањето измеѓу вештачкиот зап, значи спојот измеѓу вештачкиот зап и круната. Меѓутоа сега со скенерот и со каткад машините тој контакт е многу прецизен, така да и од биолошки аспект, значи од биолошки аспект за пациентот е многу здраво, што подобар контакт има вештачкиот со природниот зап,
така да и трајноста на таа изработка е многу далеку поголема. Поздрав до гледачите на ТВМ телевизија и поздрав до гледачите на Медика Инфо Плюс емисијата. Повторно сме од светот на здравата храна, од продавницата на Биокосмос тука во нашиот град и овој пат ќе зборуваме за една нова нивна палета на производи, имено станува збор за супер храната. Меѓутоа тука почнуваат и завршуваат моите познавања од ова, а затоа е тука и Христина од Биокосмос од Охрид, која што ќе ни објасни малку повеќе за што станува збор. Меѓутоа рете да и посакам добре дојде во Инфомедика Плюс емисијата. Христина, јас само најавив супер храна. Зашто станува збор? Да, ова е нешто ново по барање на самите муштери. Донесовме никулци, односно семиња за ртење кои си ги приготвуваат самите муштери и се приготвуваат на подолг начин за кој ќе зборува Надица, меѓутоа јас ќе кажам сега во главно за што се користат и како е намената, односно каков придонес имаат за нашиот организам. Затоа и се нарекуваат супер храна всушност и затоа што има многу витамини и минерали кои со само тртење на семето се зголемуваат минералите и витамините дури повеќе од дупло. Така и некои повеќе кратно да кажам се зголемуваат, односно сите хранливи материи. И сега, она што е многу како добро за ова супер храна е затоа што самите си одгледувате, немате никакви додатоци, нема пестициди. Ова дефинитивно slow food е, полека, гледате како расти. Секој што е бавна храна е се поздрава и поздрава, така да никулецот е една од баш тие најздрави храни, супер храни на кои на организмот му давате секаков вид на минерали и витамини. Сега она што е најкарактеристично е тоа што тоа е со самото ртење на сите комплексни резервни материи што ги имат самото семе од било кое дали мешунка или плод или овошје се разградуваат, односно скробот, шеќерите кои ги содржи самото растение се разградуваат на прости шеќери, мастите се разградуваат од самото ртење зборувам, мастите се разградуваат на своите прости масти, односно на протеините се разградуваат исто на аминокиселини. Она што всушност нашиот организам, односно дигестивниот систем го прави во нашето тело, тие веќе се разградени во самото ртење. И добиваме готова храна. Да, и со тоа му се помага не само на дигестивниот систем, него на целиот организам да ги прими побрзо хранливи материи и да се надополни, односно да се надгради организмот со се што му е потребно. Како се одгледуваат? Што се прави со семињата? Семињата има, да речем, некој процес, меѓутоа тоа ќе го оставиме да го кажи Надица во наредната епизода. Јас ќе зборувам сега со што всушност се богати самите никулци. Најпрво ќе почнам со ензимите. Богати се со ензими, односно со самото потопување. Првата фаза која што му е на семето, да се потопи во вода. Со самото потопување семето ги активира ензимите за да премине во растение. Односно, ензимите се оние кои почнуваат веќе да ја разградуваат комплексната материја, односно веќе со земање во уста, со земање во уста веќе се разградуваат, почетокот се разградуваат шеќерите. Така да потоа имаме да кажам минерали, кои минераливе ги примаме како чисти, значи се апсорбираат побрзо и се поврзуваат со протеините, што е многу битно и за луѓе кои се активни, кои вежбаат и така натака. Исто така е доста битно да кажам витамините кои веќе самото растение затоа што уште расте и витамините се зголемуваат. Значи не е како веќе готово растение кое имате една доза на витамини. Да, една доза, меѓутоа ова, но си се зголемуваат витамините. Исто така, тука е карактеристично и за растителните влакна. Богати се доста со растителни влакни, што е најбитно за муштериве. Појкето сега некако се интересираат за слабење, така да растителните влакна се сврзуваат точно за мастите и за токсините. И побрзо се изфрлаат мастите и токсините од телото со тоа што има голем број на растителни влакна.
Она што е карактеристично за одреден вид на семе, може да кажам дека има повеќе. Например, ако зборувам за зелката која доста богата со витамини, минерали, врши целосен детокс на организмот, се кажува дека можам да кажам дека самото семе, односно никулец е дупло зголемена тоа својство и допринесува точно баш и за слабење, ако зборуваме стрикно за таа работа. Можам да кажам за исто намена за холестерол, чистење на масти, на чистење на џигерот, доста интересно семето од мунгогравот. Мунгогравот како мунгограв е доста интересен и само по себе да се вари како грав, меѓутоа можете да замислите што представува самиот никулец. Значи му се зголемува целосната витаминска, минерална, и сето тоа. Исто така доста се убави за енергија пченичните николци, за оние што ми е потребна, да речем, дополнителна енергија за да го издржат целосно денот, или за оние што веќе имале хируршки зафат некаков, па му треба подкренување, можам да ги препорачам пченичните николци. Процесот нормално не е нешто комплицирано, исто така можам да кажам за леќата. Леќата и црвената и зелената, значи се доста протеински богати и служат како надокнадување на мускулите, односно храна за мускулите. Има доста николци избор, значи секој кој што има некаков си проблем, според потребите, кој да земи, значи кој било никулец да се земи, нема да се сгреши, значи ги имаат практично во сите ги имаат витаминот А и витаминот С и витаминот Е. Тие се воглавно во сите присутни. Меѓутоа, например, во пченичната трева е карактеристично што го имат B17, каде што многу ретко се среќава. Така, природа не можеме да го вака синтетички уште помалку. Во никулците уште што заборавив да кажам е дека мастите кога се расте никулецот, значи незаситените масти се зголемуваат на сметка на заситените, каде што всушност представуваат и предност, односно заситените организмот наш може да ги произведува сам. Супер за овие кои имаат срцево-садови заболувања. Значи незаситениве масти мора да ги земаме, да ги примаме, а во никулецот се баш застапени. Ова само врв од сантата мраз, сите оние кои што сакаат да си имаат оваа супер храна, тоа космос ке си дојдат и претпоставам ке им објаснете. Нормално, Ова, почитувани гледачи, беше накратко за новата палета на производи. Станува збор за супер храната, кои што можете да ги најдете каде, ако не на друго место, во светот на здравата храна, во продавницата на Биокосмос во нашиот град. Јас се одјавувам сега, се гледаме повторно во следната емисија на Инфомедика Плюс и повеќе информација ќе ни даде Надица исто за супер храната. Остануваме и продолжуваме да зборуваме. Повторно сме во Медика Инфо Плюс со нашата гостинка Ангелина Филковска-Соколовиќ, гешталт психотерапевт. Кажавме дека доаѓате како психолог во ОМУ Цветина Охридски во Охрид, но овој пат ќе ве искористиме покрај оние професионални ангажмани кои што ги имате на своето работно место. Ова би рекле гешталт психотерапијата како најпопуларен психотерапевтски правец кој што современиот начин на живење го наметнува да го имаме како потреба и како алатка за делување. Објаснавме терминолошки во првиот блок што представува, кои се состојбите кои што ОФГ ги третира и на кој начин се перцепира самиот клиент од страна на гешталт психотерапевтот и како делувате. Сега она што е поинтересно е да ги објасниме токму тие фази на делување, односно дали постои некој однапред подготвен план во кој што ќе се одвива токму таа сеанса, бидејќи тука го завршивме нашиот разговор, значи терапијата се одвива во сеанси. Како се подготвувате за таа сеанса? Значи терапијата се одвива во сеанси. Една сеанса трае од прилика 45 минути, максимум до 60 минути. Колку сеанси ќе има зависно е од клиентот, значи зависно од неговата потреба и неговата спремност да работи на себе. Бидејќи во гешталт психотерапијата е основно колку клиентот ќе сака да работи на себе си.
Однапред подготвен план немам, бидејќи не знам со што ќе се сретнам на самата сеанса. Во текот на нашата едукација, значи тај самата гешталт психотерапија, има одредени методи, форми, техники, а која форма и техника, која метода ќе се спроведи, ќе зависи од самиот процес и одвивањето на процесот. Така. Меѓутоа, една од принципите на гешталт терапијата е диалошкиот метод. Сигурно постојат одредени техники кои што треба да бидат искористени при таа сеанса и сега би објаснале какви техники и методи и дали може би со помош на тие техники и методи ги откривате токму тие состојби кои што би ги дефинирале како причина за проблемот за кој што клиентот би дошол кај гешталт психотерапевтот. Така. Диалошкиот однос е однос кој што без него не може да се оствари контактот. Значи тој е основен и принципите, начелата на одвивање на диалошкиот однос и искрената желба за вистинска средба со клиентот, за вистинско навлегување во неговиот свет и прифаќање на таков каков што е основен и неминовен услов за да се почне со процесот на психотерапија. Во тој процес на психотерапија користиме доста експерименти, водени фантазии, значи низ кои клиентот минува низ собствено искуство, а целта на водените фантазии е да дојде до свесност за неговите потреби, желби и за неговите емоции. Методот со кој се користиме, кажав и на почетокот, е феноменолошки, значи да оставаме во заграда се она што претходно сме слушнале, можеби за клиентот или што го знаеме. Сето тоа го ставаме на страна и во предвид го земаме она што се случува овде и сега. Техниките со кои се користи гешталт психотерапијата се техники на засилување на чувството, значи често пати знаеме да кажеме на клиентот остани со тоа чувство, осети го тоа чувство, за да дојде во контакт со тоа чувство, значи засилување на чувството. Непознатата гешталт метода е методот на празна столица, во која што клиентот може да води разговор со било кој со кого ќе има потреба да води разговор, значи замислена ситуација како да се одвива сега и овде. Се користат многу проективни техники, игри на диалог. Значи, кога зборувам за проективни техники, тука станува збор за цртежи, значи арт-терапијата, музикотерапијата. Се користиме со вежби за приземјување, со вежби за дишење, значи вежби за релаксација. Обично тоа на почетокот на процесот и на заокружување на процесот за да ги затвориме процесите и клиентот да бидеме и ние спокојни, а и клиентот дека после сеансата е спокоен. Сите овие терапии и техники кои што ги напоменавте, дали се поистоветуваат или врзуваат со одредена старосна група на пациенти? Дали прашањето ми е дали гешталт психотерапијата може да се применува и на деца, ето би рекле, како поспецифична категорија на клиенти кои што би се обратиле до вас, или постои адекватен линеарен третман со помош на истите техники подеднакво на иста старосна, на различна старосна граница? Така. Голем број од овие техники се применуваат без оглед значи на возраста, меѓутоа кога станува збор за децата, се повеќе се применуваат проективните техники, бидејќи децата низ играта, низ фантазијата ги проектираат оние своји чувства и состојби кои што инаку му е многу тешко да ги изразат, бидејќи не е лесно да точно да се дефинира чувството. Значи тоа е тешко и за нас возрастните, а не за децата. Од тие причини се користат повеќе проективните техники, значи цртежите, раскажување на приказни, правење на собствени приказни, довршување на започната приказна и така натака, играње со кукли, редење на кукли, значи зависно од возраста на детето. Меѓутоа, во глобала се применуваат проективните техники.
бидејќи преку нив адаптирани така на детската возраст, така. да, бидејќи преку нив децата можат најдобро да ги изразат своите чувства, емоции и потреби, што значи дека овие техники не се исклучуваат, значи кај другите возрастни групи. Во зависност од потребата, исто така арт-терапијата може да се употреби. Кај децата исто така е специфично што доста често се употребува работата, значи со глина, работата со пластелин, точно заради тие тактилни, значи чувства кои што се јавуваат при допир со глината, изработка на некои предмети од глина, што децата ги изразуваат своите чувства и раскажуваат понатака што тоа му значи за односите, релациите на предметите во цртежите или предметите изработени од глина или пластелин. И преку, се извинува, и преку увидување на тие односи и релации, детето многу кажува за собствените емоции и чувства. Всушност тоа е вашата цел, да го насочите да ги изрази. Резултатот кој што ќе биде изразување. Сега, доколку целта на гешталт психотерапијата е дека потиснатите чувства треба да излезат на површина, да се дискутира за оние трауми, незавршени работи кои што би излегле на површина овде и сега, како што кажавте при таа сеанс. Дали токму таа појавна форма на тие потиснати, дали се чувства, дали се трауми, дали се неисполнети, незавршени работи и обврски, може да создадат една нова алхемија, која што би представувала нова платформа за промена на постоечкиот начин на делување, на живење. Гешталт психотерапијата се занимава со состојбите на свесност и состојбите кои што се случуваат овде и сега. Меѓутоа, тоа не значи дека гешталт психотерапијата го исклучува минатото или го исклучува значењето на иднината. Опично незавршените работи, траумите се нешта кои што се случиле во минатото и кои што останале незавршени, значи кои што организмот создал еден механизам на одбрана кој што ќе го штити, значи ќе го штити, ќе му овозможи да продолжи понатака. Меѓутоа, во одреден период тие механизми на одбрана стануваат толку гломазни да веќе ја губат функцијата на заштитници и стануваат терет за една личност. Тогаш кога ќе станат терет за една личност, излегуваат на површина. Излегуваат на површина и единката има потреба да ги реши тие. Бидејќи голем дел, и претходно во разговорот напоменав дека од енергијата, од нашата енергија е заробена во тие незавршени работи. И сега како се работи со незавршените работи, со траумите, со помош на оваа метода на гешталт, методата, на гешталт психотерапијата. Значи, незавршените работи од минатото се носат сега и овде. Значи, клиентот ги кажува како да се случиле сега. Значи, во сегашно време. Кажувајќи ги во сегашно време, изразува тој дел и од потиснатите емоции и добива еден нов увид и една нова реконструкција на целиот случај. Значи, денес, носејќи ги во сегашноста, сега и овде, може истите да ги доживее од еден друг агол. Значи, се ослободуваат сите човечки потенцијали за да може да се реши проблемот. Не дека процесот, овој процес на психотерапија секогаш е лесен за клиентот. Значи, процесот понекогаш е и тежок. Меѓутоа, за единката да ги надмине своите незавршени работи, да се ослободи од нив, да биде поефикасна и пофункционална, е неминовно да помине низ процес. Низ еден таков процес. Да добие на поинаква перцепција на работите кои што останале заглавени на едно ниво. И како што кажавте овде и сега да бидат перцепирани на можеби поинаков начин. Поистоветени со нешто друго. Низ претходниот разговор чинам кажавте дека гешталт психотерапијата, односно психотерапевтот не инсистира на промена. Тоа е она што како основно правило го почитувате, туку велите дека свесноста сама по себе е лековита. Односно, доколку ја сватиме таа фаза на свесност ги поминеме, успееме да ги поминеме тие фази на свесност и да ги заокружиме како еден циклус, една целина. Меѓутоа, звучи ли ова како некои од медитативните техники кои што се веќе применувани
и се поистоветували токму со тоа? Гешталт психотерапијата ќе почнеме од тоа дека не ја форсира промената. Значи, постои една теорија и ние викаме парадоксална теорија на промена. Што значи, се промената настанува тогаш кога личноста ќе се прифати таква каква што е. Кога зборуваме за ова, зборуваме за една креативна индиферентност на терапевтот, што значи дека терапевтот не дека не се грижи за клиентот, туку тоа значи дека не поддржува ни една од било која опција со која што клиентот доаѓа. Ако ние ја туркаме промената кај клиентот, тоа значи дека му даваме порака на клиентот, дека ние не прифаќаме еден дел од него и дека таков каков што е сега не е добар. Значи му даваме ние суптилно на таква порака. Туркајќи го по промена, ние му даваме порака дека таков каков што си, ти не си доволно добар. Кога ние туркаме се јавува повторно отпор, значи. И токму од тие причини зборувам за таа креативна индиферентност, што е слична со источната духовност, со источната филозофија. И користењето на одредени методи и техники, како што се вежбите со дишење, значи уземјувањето, состојба на една индиферентност на терапевтот, значи креативна зборувам индиферентност, не туркање на промените, туку еден мир и спокој, една свесност за себе си, наликува на источната, во одредени допирни точки на источната духовност, што во основа и гешталт психотерапијата некој корени влече и од источната духовност. Може би како базична платформа на која што се поистоветува понатамошното делување. Како што кажавме, свесноста сама по себе е лековита, точно така. Меѓутоа, за да се работи со клиентите на овој начин, како што кажувате, всушност доаѓаме до дојам, впрочем и тоа е најважниот инструмент сте самите вие како психотерапевт при таа сеанса, односно единствениот инструмент кој што го имате на располагање. Значи ли тоа дека вие како психотерапевти треба најпрво да се спознаете самите себе си, да дојдете до некоја одредена фаза на самосвест која што ќе биде исцелувачка првенствено за себе, па понатака токму таа енергија, тие методи, тие техники да бидат интерпретирани врз клиентите кои што побарали услуга од психотерапевтот. Точно така. Значи, во процесот на едукација за гешталт психотерапевт, кој трае 4 до 5 години, психотерапевтот, значи, во првите фази како е едукант, значи, едукацијата покрај разноразните други обврски, испити семинарски, есеи, работа со клиенти и така натака, особено во првите 2 години работи интензивно на себе. Значи, на довршување на недовршените работи. Кога зборувам, би сакала да кажам, во претходното излагање пропуштив, исто довршена е работа, сметаме она работа за која што ќе сватиме и ќе станеме свесни дека не можеме да ја завршиме. Значи, тама кога ќе прифатиме дека одредена работа, не можеме да ја завршиме, ама свесно да прифатиме. Свесно да прифатиме, се додека на несвесно ниво ќе биде незавршена работа. Значи, работиме групно, споделување на собствен проблем пред група и добивање на фидбек од групата, кој што е многу корисен. Значи, групната динамика е една посебна динамика и многу корисна во развојот на една личност, бидејќи добива од повеќе членови повратни информации и нивни гледања. Во групата секој зборува за себе си, меѓутоа едукантот го зема она што на него му е потребно во дадениот момент. Ние всушност низ контактите го земаме она што е корисно и хранливо за нас, а го отфрламе она што е штетно и некорисно за нас. Покрај работата на секој од нас, значи, кој што завршил психотерапија, работа на себе во група, исто така е задолжителна работа на себе со психотерапевтот кој што не обучувал. Значи, одреден број часови предвидени со програма, значи, програма која што е на едно европско ниво, значи, програма која што е
потврдена од Европската асоциација на гешталт психотерапевти. Таму точно е предвидено колку часови се потребни да помениш работа на себе, колку работа на група и колку се други обврски. Еве се во овој момент да не ги замарам гледачите, се што е потребно. Меѓутоа, работата на себе, било да станува збор за работа на себе во група или на работа на себе со терапевтот, е многу значајна, за да може психотерапевтот понатаму да работи со клиентите. Несомнено, тие 5 годиничина на едукација кои што ги кажавте на доусовршување при гешталт психотерапијата се еден доволен временски показател на захтевноста на оваа психотерапевска метода и сиот оној процес кој што вие како психотерапевти го минувате, на крајот веќе сиот оној ревајвал го имате како една поинаква личност, која е иста, меѓутоа поинаку поистоветена пред самата себе си. Повеќе свесна за себе, за своите потреби, емоции, конфликти и така натаму. Така и отворена за понатака да го пренесува сето тоа на личноста спроти себе. Ова, како што кажавме, Ангелина, на самиот крај е една нова психотерапевска метода на современиот начин на делување при психотерапијата. Каква историја има гешталт терапијата во Македонија? Дали луѓето веќе се свесни и доволно запознаени, колку ја побаруваат и пред се за тие кои што слушнале, имаат ли интерес? Гешталт психотерапијата како правец во светски размери, значи се јавува во минатиот век во 40-тите години. Основач е Фриц Перлс, започнува, тој германец, меѓутоа започнува се преселува заради Втората светска војна во Америка и заедно со неговата жена почнува да работат гешталт психотерапија на југословенските простори, а и воопшто во Македонија носител, значи на доен во гешталт психотерапијата е професор Младен Костич, а во Македонија исто така по интензивен развој гешталт психотерапијата следи последниве 20 години, значи претежно студенти на психологија, меѓутоа и на медицинските и другите општествени науки. Во завршните години од своето студирање, трета или четврта година, мислам дека четврта не е ни толку важно, имаат можност да се едуцираат во институтите во Македонија, значи во Скопје, во гешталт институтите. Јас овде би искористила прилика да го кажам мојот институт, значи јас се едуцира во гешталт институт Младен Костич, Аспекти Скопје, кој што институт врши едукација на гешталт психотерапевти, има тим од психотерапевти. Метода која што веќе е навлезена во Македонија. Во Македонија и е веќе се попозната, особено на студентите на психологија, значи ја користат се запишуваат на едукација во се поголем и поголем број. Несомнено е затоа што ефектите од целиот тој процес после сите тие сеанси на психотерапија кои што се очекуваат, а базата врз која што ги засновате сите тие очекувања, како што кажавте, е само свеста и само потврдување, само запознавање овде и сега во сегашно време. Без чинам дека не споменавте дека медикаментозно се применува при психотерапевските делувања при гешталт терапијата или во гешталт терапијата не користиме медикаментозна терапија. Значи не користиме медикаментозна терапија со клиенти кои што веќе користат медикаментозна терапија, може психотерапијата да му биде како дополнителна поддршка во процесот на надминување на проблемите со кои што се соочуваат. Исто така, гешталт терапијата е многу корисна во премин од поддршка од околината кон само поддршка на личноста. И во одредени случаи е многу важна таа само поддршка и само доверба личноста да ја стекне. Така, апсолутно, живејќи во време на максимални стресови, живејќи во овие турбуленции и промени на секојдневието во кое што функционираме, благодат е да се поседуваат сите овие методи кои што ни стојат на располагање, значи во случајот зборувавме за гешталт психотерапијата и благодат е што постојат се уште, би рекла, ентузијасти. Можеби ентузијасти, меѓутоа и луѓе наклонети кон сите овие правци, затоа што захтевно е сето ова дообразување, захтевно е сета ова дообука.
Меѓутоа, благодатот да се исцели, би рекле, некоја личност и да се помогне некому е можеби пред се, односно врвот на она што го очекувате како работа, задоволство. Врвот на задоволството. Во самиот процес, се извинувам, на психотерапија, задоволството и на терапевтот и на клиентот. Терапевтот постојано, имајќи разноразни клиенти, учи. Значи, постојано учи, ние учиме едни од други. Како што и ние денеска имавме можност, голем број на информации да добиеме од вас, пред се, значи, едукативниот момент во кој што објаснавме што представува гешталт психотерапијата, насочивме, се надевам дека ќе имаме одлична перцепција на сето она што го зборувавме и нова идеја, би рекли. Нова идеја за сите можеби кои што се пронајдоа во делот овие правци и аспекти кои што ги опфаќа гешталт психотерапијата на безболен, би рекле, начин, незахтевен начин, меѓутоа благотворен. Точно така. Тоа ни беше целта денеска. Да. Ви благодарам за вашето учество и за издвоеното време што ни овозможивте да бидеме удостоени со вашето присуство во Медика Инфо Плюс и да позборуваме за овој аспект. Вие како гешталт психотерапевт сигурно се соочувате секојдневно со сите овие аспекти на психотерапевските методи, делувате и ние сме благодарни за вашата партиципација во нашата Медика Инфо Плюс да дадеме плюс информација до нашиот телевизиски аудиториум за нов аспект на делување, за решавање на проблеми. Точно така. Ви благодарам и вас што ме поканивте и што имав можност на гледачите на ТВМ да го споделам она што го знам околу еден дел, значи еден дел и да добијат информации околу тоа што значи гешталт психотерапија. Сите тие што се заинтересирани, значи можете да ме контактираат на социјалната мрежа. Имам страна, значи гешталт психотерапевт Ангелина, така да може да пишуваат во пораки, да одговарам на пораките и така натаму, стојам на располагање во секој време. Ви благодарам уште еднаш. Благодарност и до вас, драги мои, наш денешен гостин во Медика Инфо Плюс, Ангелина Филковска-Соколович, гешталт психотерапевт. Зборувавме за гешталт психотерапијата, една од психотерапевските методи кои што завзема се поголем размер кога станува збор за негувањето на психолошкиот сегмент од нашата здравствена состојба и би рекле и овој пат бевме во функција токму на подобрување или информирање во насока на зачувување на безпрекорната здравствена состојба покрај физичкиот, тука беше и засегнат овој пат психолошкиот момент, затоа што можеби здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Имајте пријатна вечер и секој добро.